Добар ден и добро дојдовте во Урбаните вести. За почеток следува генералната најава, пошто се враќаме во студиото со вестите. 8 милиони денари и нови простории за јавното комунално предпријатие Газибаба 2007. Земјоделците од општина Ѓорче Петров го намалуваат производството поради недостиг на вода. Признание за најдобрите ученици на државно ниво од општина Бутел. Јавното комунално предпријатие Газибаба 2007 денеска ги промовираше новите возила за потребата на предпријатието, како и новите простори во собственост на општината. Со тоа, како што наведе градоначалникот, ќе се заштедат средства кои досега беа трошени за изнемување на опрема и простории. 8 милиони денари општина Газибаба намени за јавното комунално предпријатие, кој ги искористи за опрема, нови простори и изголемување на бројот на вработени во предпријатието. Новите простори на предпријатието се наоѓаат во Маџари 1 на површина од 300 метри квадратни, каде е лоцирана и новата механизација, багер, 2 камиона и посебна опрема за одржување на јавното осветлување. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Ѓоргиевски на пресконференција ја информираше јавноста дека вложувањата треба да ја оправдаат целта, а тоа е предпријатието самостојно и без проблем да ги извршува сите активности за кои е основано, бидејќи има создадено реални услови. За овој период успеавме да го дуплираме бројот на вработените во предпријатието со цел да може подобро да се одржува хигиената во општината. Набавивме опрема со која ова предпријатие може да ја одржува и уредува јавната површина. Вработените за прв пат добија заштитна униформа за работа. Предпријатието сега е опремено со нова механизација. Набавени се багер, како и 2 камиона, кои едниот е со посебна опрема за одржување на јавното осветлување. Со овие вложувања, општината, заедно со јавното комунално предпријатие Газибаба, ќе може да ја одржува и сервисира водоводната, канализационата мрежа, каналската мрежа и да ставиме крај на депониите низ општината. Сепак чиста животна средина и општина без депонии ќе има само доколку покрај општинското комунално предпријатие помогнат и граѓаните, доаде Ѓоргиевски. Тој апелираше за развивање на граѓанската свест за заштита и зачувување на животната средина во општина Газибаба. Земјоделците од општина Ѓорче Петров на трибина организирана од Факултетот за земјоделски науки ги искажаа проблемите со кои се соочуваат при вршењето на земјоделските работи. Еден од најголемите проблеми, како што посочија, е обезбедувањето на вода за наводнување. Во организација на општина Ѓорче Петров и Факултетот за земјоделски науки, во Домот на културата во Ѓорче Петров се одржа трибина со земјоделците од општината на тема фуражни култури, складирање и правилно чување за време на зимскиот период. Како што информираше Верче Стојановска од информативната канцеларија за земјоделство, целта на оваа едукативна средба е да ги слушнат проблемите со кои се соочуваат земјоделците, пошто општината ќе превземе мерки за решавање на истите во рамки на нејзините надлежности. Целта е пред се земјоделците да се запознаат како подобро може да ги заштитат фуражните култури во однос на складирањето во зимскиот период, да не дојде до скапување или други работи, со тоа што значи ќе имаат и поздрава храна и за добитокот во текот на зимата. Кои се најчестите проблеми на земјоделците со кои се соочуваат или најчесто поставувани прашања? Па најчесто поставувани прашања им се пласманите на фуражните култури, значи им останува добиточна храна доста. Така да, исто и како што напомнав и претходно, со наводнувањето имаат проблем, со каналите, тие се некои така и малце поголеми проблеми кои што треба повеќе внимание да се обрни да ги средиме малце по малце. Со што всушност и општината почнува значи на тоа поле да действува. Информативната канцеларија за земјоделство, која е лоцирана во местната заедница во Ново село, започна да функционира на 1 февруари годинава, со цел да излезе во пресред на потребите на населението кое се занимава со земјоделие. Една од главните цели е да се приближат ИПАРТ програмите до сите земјоделци и да се развие земјоделието во руралниот дел од општината. Целта на таа канцеларија е пред се информативно да се информираат земјоделците за сите оние случувања во областа на земјоделието кое што е, придружување на ИПАРТ програмите, све што ги интересира околу земјоделие, земјоделско земјиште, во однос на посевите, на загаденоста на почвите, каде можат да добијат информација за испитување на почвата, на растенијата, болести нивни. Веќе неколку месеци значи во функција оваа канцеларија, каков е досега впечатокот? Дали има интерес од страна на земјоделците?
Па за сега, значи се уште ја развиваме, интерес имаме кај земјоделците, доаѓаат скоро секојдневно со проблеми кои што се соочуваат. Пред се, значи, во однос на најголем проблеми представуваат каналите за наводнување. Гледаме во тој контекст, значи, да почнеме да ги средиме и нив. Професорот Зоран Димов од Факултетот за земјоделски науки потсети дека вакви трибини Факултетот за земјоделски науки организира постојано и интензивно во изминатите години и посочи дека секогаш е расположен да ги сослуша граѓаните и да се обиде да им помогне, со што излегува од стереотипното држење предавања. Земјоделскиот факултет во Скопје како најстара и најдобра наставна научна институција од областа на земјоделството ја негува традиција веќе 70 години, директна средба со директни земјоделски производители, каде што ние ги презентираме некои понови научни созданија од потесната област, секој од предметните професори, а земјоделските производители преку своја активност, преку своји видувања, понатака интерактивно ги согледуваат тие новини, некои од нив можеби ги применуваат веќе одамна, некои не. Тоа е работа на некој нивен развој, се со цел како да го подобриме земјоделското производство во Македонија, како да го поевтиниме земјоделското производство во Македонија, а да добиеме што поголем принос. Ги прашавме земјоделците кои се нивните барања. Еден од основните проблеми со кои се соочуваат е недостигот на вода за наводнување на нивите. До сега сме немале ваки трибини. Сега е убрго вака новина и сега сме заинтересирани доста. Првин треба да има некои услови за работа за земјоделие, први, а тоа значи веќе вода нема во Новосело, ја мислам, зборам за Новосело, добро и Волко и Орман, тие ми и Бардовско место, и Кучовско место, што има тоа. Има и Црногорско место, тоа не се ни обработува, нити ништо. Како ти кажам, народот веќе нема волја за да работи. Еве сега има колку, сега сме јуни, а ние пред 1 мај сме имале вода во Лепенец. Вода е во јазот. И сега сочисти јазот, па нема вода. Причината што е? Што ќе преземат и да сакат некој да работи, што ќе преземат они? Не може со празни раце без вода. 40 ученици од основните училишта во општина Бутел, кои во учебната 2017-2018 година постигнале значајни резултати на државните надпреварувања, денеска добија пофалници и училишен прибор од градоначалникот на општината. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски денеска им додели признание на најуспешните ученици од основните училишта во општината, кои имаат освоено 1, 2 и 3 места на државните надпревари во учебната 2017-2018 година. Станува збор за 40 ученици кои имаат освоено прво место во надпреварите по германски и англиски јазик, физика, географија, природни науки, спортска гимнастика и сообраќај. Второ место во надпреварите по македонски јазик, природни науки, географија со архитектура, биологија, англиски јазик, географија, во пливање и во футсал, како и трето место во државните надпревари по физика, химија, биологија, работа со компјутери и природни науки. Градоначалникот Смилевски на учениците им додели пофалници за постигнатите резултати на државните надпревари, како и пригодни подароци, односно комплет и училишен прибор. Исто така, нивните 15 ментори добија благодарници за нивното несебично залагање во подготовките на учениците за државните надпревари и постигнатите големи успеси. Денеска во општина Бутел имаме особена чест да разговараме и да им дадеме една пофалница на децата кои што во изминатата учебна година дадоа особен придонес и имаат големи резултати на државното ниво. Се работи значи за 21 учени кои што имаат добри резултати, кога мислам добри, мислам на први места, и 15 ментори кои што ги спремаат децата. Со тоа мислам дека општина Бутел е горда општина, каде што ќе ги презентираат сите наши деца, сите наши можности за во наредниот период да се докажуваме како општина, бидејќи нашите училишта се доста спремни и вадат добар кадар.
Пофалници добија и основните училишта Паној Отгиновски, Живко Брајковски, Питар Здравковски Пенко, Свети Климент Охридски и Јацо Шопов, кој доби посебна благодарница за тоа што има најмногу ученици со освоени награди на годинишниве државни надпревари во Република Македонија. Со порака "Го сакам градот безбеден" започнува кампањата Недела за безбедност на сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата потврдува дека главните причини за предизвикување на сообраќајни незгоди со тешки и фатални последици се брзото возење под дејство на алкохол, непочитување на сообраќајните правила и прописи. Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот со поддршка на јавните личности ги најавија двете активности кои ќе се случуваат престојниот период. Започнува кампањата Недела за безбедност на сообраќајот во Охрид и во Битола. Пораката е "Го сакам градот безбеден". Во Република Македонија во просек годишно околу 160 лица го губат животот во сообраќајни незгоди, а околу 6000 лица се тешко повредени. Тоа значи дека на секои 2-3 дена по еден човек го губи животот во сообраќајна незгода, а по неколку лица на ден се тешко повредени и остануваат со траен инвалидитет како последица на сообраќајна незгода. Сообраќајните незгоди се причина број 1 за смртност кај младите лица, укажуваат од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот. Главните причини за предупредување на сообраќајни незгоди со тешки и фатални последици се брзото возење под дејство на алкохол, непочитување на сообраќајните правила и прописи, неетичко, некултурно, неодговорно, нетолерантно однесување во сообраќајот. Статистичките податоци и искуствата од минатите години покажуваат дека бројот на настрадани лица во сообраќајни незгоди во летниот период двојно се зголемува. Токму затоа во овој период Републичкиот совет за безбедност до сите учесници во сообраќајот апелира за почитување на сообраќајните правила и прописи. Концерт Queen Symphony Show на кој ќе настапи познатиот Queen Real Tribute Band од Србија заедно со оркестарот на Македонската филхармонија и хорот на Македонската опера и балет ќе се одржи вечерва во 21 часот во градскиот парк во Скопје. Концерт Queen Symphony Show на кој ќе настапи познатиот Queen Real Tribute Band од Србија заедно со оркестарот на Македонската филхармонија и хорот на Македонската опера и балет ќе се одржи вечерва во 21 часот во градскиот парк во Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на пресконференција рече дека во соработка со Младинскиот културен центар и Македонската филхармонија продолжуваат со атрактивни содржини кои ќе ја збогатат летната културна понуда во градот. Посочи дека познатиот бенд на бината што ќе биде поставен на предшколка со оркестарот на Македонската филхармонија и со хорот на МОБ ќе ги изведат најголемите хитови на една од највлијателните рок групи на сите времиња Queen. Queen Real Tribute ќе настапи во состав Иван Ристановиќ вокал, Ненад Бојковиќ гитара, Иван Дерфи бас и Радош Чапин тапани. Бендот во Бразил одржал повеќе од 70 концерти, а до сега настапил и во Португалија, Франција, Чешка, Швајцарија, Австрија, Бугарија, Романија, Словенија, Албанија и Хрватска. Фронтменот носи идентични костими какви што носеше легендарниот Фреди Меркјури, додека гитаристот користи модел на гитара како Брайан Мей. The show must go on, We will rock you, Bohemian Rhapsody, I want to break free и We are the champions се само некои од мегахитовите на легендарната група Queen, кои ќе може да се слушнат во градскиот парк, заедно со оркестарот и хорот со кој ќе диригира Милош Јовановиќ, кој воедно е и автор на аранжманите. Времето денеска беше сончево со слаба облачност и услови за дожд. Температурата достигна до 29 степени. Утре времето ќе биде променливо облачно и посвежо со температура до 21 степен. Во недела температурата ќе се движи од 13 до 20, а во понеделник од 12 до 18 степени, додека во вторник од 14 до 23 степени. И уште една информација пред да се одјавиме. Утре во периодот од 8:30 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од селата Љуботен и Раштак, како и амбулантата Љубанци во село Булачани, селата Виниче, селото Црешево и Страчинци во општина Газибава. Ова е последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.